DOBRDN. Дечки, добре дојдовте у 49-та епизода. Ова е Јосиф Дамјанов и гледате The Better Nutrition Show. Пред викендашки, односно викендашки, малку време ни е тмурно, но у секој случај наша одлука да како ќе се чувствуваме и дали тоа ќе ни повлие или не, знам дека на многу од вас ви влие, но у секој случај, она што јас денес имам задача е да ви донесам вредност, односно да позборуваме за една тема интересна, која што мислам дека ќе ви ја подигне свеста на една повисоко ниво, а таа тема јас денеска би ја нарекол healthy marketing. Зошто healthy marketing? Затоа што денеска знаете дека има огромен тренд на здрава исхрана, на фитнес, на велнес, на такви ствари и практично многу компании и индустрии го користат сето тоа за да направат можеби некаков здрав продукт или да промовираат некаква здрава храна, а да тоа тотално нема врска. Свесни сте дека денеска во маркетите имаме цели рафтови кои што се као за здрава храна, дополнително има продавници за здрава храна во кои што се продаваат и не баш здрави продукти, но како и да е, сакали или не икеле, ние подлегнуваме на тие маркетиншки трикови и јас сум подлегнувал и прв трик од нив би ги земал сите производи кои што на нив пишува фитнес, велнес, healthy, огромен извор на антиоксиданси, source of proteins и така натаму. Ако ја погледнете етикетата позади, практично ќе видите дека е многу подобра варијанта да, не знам, изедете нешто што навистина ќе ви направи задоволство во уста, ќе внесете можеби идентична количина на шекери и она што не е потребно. Во принцип, она што би ви го дал совет, имаме една епизода снимано за читање на етикети, погледнете и секогаш ориентирате се според неа, за тие две-три важни вредности кои што се на етикетите, шекери и масти се разбира, и она што јас би ве советувала да не верувате дека за 10 на 15, па макар и 20 денари на некое протеинско чоколадце или житарка или можеби некој не знам, има некои благи, знам, кекси, крекери, глупости и такви ствари кои што се продаваат за стварно смешни суми пари, да верувате дека ќе добиете нешто здраво. Во принцип, индустријата прехранбена шекерот го користи затоа што е многу ефтин и може да направи нешто сладко и не верувајте дека во бар кој што пишува дека е фит, спорт, healthy, wellness или не знам извор на какви антиоксиданси, витамини и протеини ќе ви обезбедат нешто што е здраво за таа сума на пари. Во секој случај, ако во маркет го купувате за 15 денари, набавна цена можете да замислите и колку би било и каде е таму заработката и дали нешто би имало здраво. Се разбира дека не. И вториот најголем маркетиншки трик е и вода. Вториот најголем маркетиншки трик е практично флаширањето на вода. Многу од нас можеби купуваат флаширана вода затоа што сметаат дека е подобра, но со исклучок на оние места, градови, населени места и населби кај што можеби се уште водоводната мрежа и инфраструктурата е азбесна, во тој случај, окей, можеби не е баш најдобро да се пие водата од системот, но од друга страна водата која што се флашира е у секој случај преработена. И немојте да мислите дека пиете поквалитетна вода. Многу луѓе сметаат дека пијат флаширана вода затоа што можеби од онаа која што е во водоводниот систем ќе им се создадат, не знам, камења во бубрези или така натаму, а нема врска. Практично камењата во бубрезите се оксалатни, додека она што ние го викаме каменец во вода е карбонат и немаат врска едно со друго, така да тој мит исклучете си го од глава и да знаете дека секогаш водата, барем во Македонија, која што доаѓа од водоводниот систем, е многу подобра од онаа која што е флаширана. Од друга страна, да не зборувам за вода флаширана во пластика, значи таа секако доживува некаква преработка, можеби се вади каменец, дополнително вештачки се додаваат синтетички витамини, минерали и сето тоа не е баш најдобра опција за вас. Она што јас би го препорачал е да си ја подигнете малку свеста, можеби ако ви треба некаква помош во овој дел, слободно комуницирајте не, контактирајте ни, ќе ви кажам се што знам и се што можам.
но не подлегнувате на овие маркетиншки трикови, немојте да се лажете себе дека затоа што можеби купувате нешто што пишува здраво и затоа што купувате флаширана вода, не знам, ќе ви се подобри општата добре состојба и здравје кај вас. Така да, дечки, за денеска завршуваме. Фала ви што не следите, ви посакувам убав и здрав правилен викенд. Продолжен овој викенд, уживајте во него и се гледаме од следна недела со следни епизоди. Чао, чао!